Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Сочени со изборниот пораз кој им следува на 15 јули, СДСМ од ден во ден се подлабоко тоне во нови и нови криминали. Вчера јавноста беше сведок како се врши злоупотреба на власта преку користење на службени возила за партиски цели. Со цел да продолжат со изборниот подкуп, општинската организација на СДСМ, чиј предводник е кандидатот за пратеник Миле Талески, го користи службеното комбе на јавната општинска установа Дом за стари лица Киро Крстевски Платник. Граѓаните видоа како активисти на СДСМ истовараат врејки и ги внесуваат во местниот штаб во населбата Ѓокдер. Еве може да видите. Денеска, по кој знае кој пат, го повикуваме основното јавно обвинителство наитно да реагира и да го сузбие ваквото лудило кој го практикуваат СДСМ и Миле Талески. ВМРО-ДПМН располага и со видеоматеријал од настанот и сме целосно подготвени за соработка доколку јавното обвинителство одлучи да реагира. Истовремено, бараме градоначалникот Илија Јовановски итно да го разреши директорот на Старски дом Мики Крстев, кој е одговорен за користењето на службеното возило на институцијата која ја раководи. Почитувани, ова е начинот на кој СДСМ ќе се однесува во текот на целата предизборна кампања. Сочени со очи и одговорноста која ќе следи после 15 јули, Миле Талески, градоначалникот Илија Јовановски и нивниот наредбодавач Зоран Заев ќе се служат со секакви нечесни и недемократски методи. Целта е колку толку да се намали изборниот пораз и потоа да се пазарат со државните интереси за да останат на власт. Тоа нема да им успее. Граѓаните видоа со каков плашивозук на власт имаат работа во изминатите 3 години и со нетрпение чекаат да му пресудат на СДСМ и Заев за избирачките паравани. Ви благодарам.